Повеќедневен застој на патот Кочани Македонска Каменица, големо свлечиште на патот Штип-Злетово. Се во ова е резултат на поплавите кои го зафатија регионот, но и одраз на досегашната грижа за инфраструктурата во источниот регион. Имено, само 35% од локалните патишта се асфалтирани во источниот регион, или на секој 1 километар асфалт следуваат 3 со дупки камења, кал и други ризици. Патишта за катастрофа тука на тај дел. Не се пропаднени никаде, не се направени. Од патошо е таму, как се што селото таму. Крупиште до тука катастрофа. Пато е ископан, све е дупки, вода, секој кој поминете, коли поминуват, озгорда доле се ги направят, испрскат, не ги прават. Целата улица е ископана. Ова, селата од најзаостанатиот регион во државата ги прави уште подалечни едни од други, но и од градовите. Кој век сме да газиме по коцка, по кршпат, гуми, бандаши, амортизери, све се уништува. Со маленка брзина возаме, пак и возел со штетава, се со поголем товар, со големите возела што ги возаме таму, повеќе со штетава. Повеќе гориво се тражи, по-полека вода и по-амортизира се. Крши се возел, самото возело. Генерално, ова е голем проблем бидејќи патната комуникација е услов за секаков развој. Инфраструктурата секако дека е многу важна, од причина што било кој на бизнесмен да сака да инвестира во дадена општина, он си бара да си има услови пред те патишта за да се одлучи да инвестира. Каков развој без овој услов може општините да очекуваат, објаснува и следната статистика. Виница 118 км, 42 се асфалт, Карбинци 108, 29, Штип 150, 33, Берово од 65, 21 се асфалтирани, Пехчево од 105, 30, Делчево од 143, 62 км се асфалтирани, Македонска Каменица од 113, 60, Кочани од 164, 50, Чешиново Блешово од 72, 34, Зрновци од 64, 8 и Провиштип од 78 км, 45 се асфалтирани. Вкупно од 2180 км, 414 се асфалтирани. Од ова, според должината на поставениот асфалт, најдобра е Македонска Каменица со 60 од вкупно 113 км патишта. Зошто овој процент не е подобар кај останатите? Во зависност од тоа каква е конфигурацијата на теренот, изградба на еден ваков пат, 1 километар, од прилика, ако е ширината на патот 3,5 метри, чини околу 100.000 евра. Ова образложение е добро, но зошто се инвестира во земјоделието ако нема патишта? Или каква корист од толку форсираните индустријски зони ако тие што треба до нив не можат да стигнат? Според ова, и општините, и регионот на поброј развој ќе мора да почека. До кога зависи и од асфалтот.